Уште многу одамна се вели дека автомобилите се потреба, а не луксус, но не мислат сите така. Посебно не во даночните служби кои од нив полнат добар процент на државните буџети. Колку тие длабоко брцаат во джеповите на возачите ни покажа Европската асоциација на автомобилски производители АЦЕА. Таа во својот најнов извештај вклучи 14 големи европски земји кои годишно од нив собираат дури 440 милијарди евра. Земени в предвид се сите давачки, од оние при купување на возило преку разните даноци и такси што се плаќаат при регистрација или сервисирање до оптоварување на горивото што го трошат. Најмногу пари од возачите собира буџетот на Германија, дури 93 милијарди евра. Следат Франција и Италија со 84, односно 76 милијарди евра, додека зад нив е Велика Британија со 54 милијарди. Во споредба со нив, другите анализирани земји се далеку поскромни и од возачите годишно собираат помеѓу 6 и 30 милијарди евра. Ако пак ги споредиме сумите што се влеваат во државните буџети со вкупниот број на возила во соодветните земји, ќе добиеме доста интересни бројки. Според нив, даночниците во Белгија на возачите таму годишно во просек им собираат по дури 3570 евра. Изненадувачки скапо плаќаат и во Финска и Ирска по околу 3000 евра. Блиску е и Австрија со 2860 евра, додека најскромен во тој поглед е буџетот на Шпанија со 1240 евра приходи од секое возило во земјата. На златната средина со наплатени во просек околу 2000 евра се Германија, Италија и Португалија. Нормално статистика за вакво нешто кај нас нема. Ако е за утеха, освен во споменатите 14, нема ни во останатите земји од Европската Унија.